Благодарам. Дами и господа, драги македонци, македонци од диаспората, македонци од Македонија, почитувам господин Стојан Николов, председавач на бордот на Обединетата македонска диаспора, почитувам господин Александар Митревски, подпредседател на бордот на ОМД, почитувани пратеници во Собранието на Република Македонија, почитувани членови на владата на Република Македонија, почитувани членови на бордот, советот и членови на Обединетата македонска диаспора, почитувам господин Метоковски, почитувани присутни дами и господа. Ми представува особена чест и задоволство да ве поздравам на ваков голем собир на македонците од целиот свет во рамките на 4-та годинешна глобална конференција на Обединетата македонска диаспора. Најпрво би сакал искрено да ви се заблагодарам за наградата и честа која ми ја укажавте. Би сакал да искористам приликата и да го возвратам признанието до секој од вас, кој на било кој начин дал свој придонес за зачувување на врските со Македонија, за зачувување и негување на македонскиот идентитет, како и за промоција на државните интереси на Република Македонија низ светот. Македонија од секогаш била инспирација и врзивно ткиво на голем број македонски генерации. Со години наназад, секогаш кога било потребно да се подметне рамо, да се понесе одговорност и товарот на нашата татковина, македонците се организирале, се собирале и тоа го правеле секогаш кога треба. Така и денес. Почитувани, символиката на денешната конференција е голема. Таа се случува токму во пресрет на најголемиот македонски празник 2 август, Илинден. Ова е прилика да се подсетиме на македонското минато, на подобрите и помалку добрите моменти од него, на големите жртви и подвизи на нашите предци, но и на големите дострели, идеи и идеали, кои не воделе до успеси, и истовремено да видиме каде сме денес и каде одиме, што правиме да се продолжи успешниот пат на нашата земја и да размениме мислење и ставови по многу прашања од интерес на современа Република Македонија. Оваа година, како што е и темата на настанот, се навршуваат 100 години од потпишувањето на Букурешкиот договор, кој го означи крајот на Балканските војни, но за жал и кој стори своевидна неправда која беше направена на Македонија. Таа неправда донесе потежок живот за луѓето кои во потрага во подобар живот заминаа во други држави, или како што нашиот народ знае да рече, на печалба, на гурбет. Овој процес не застана. Како резултат на војните и поделбите кои следеа во текот на 20-тиот век, како и под притисок на недемократските режими во кои луѓето нема елементарни политички и национални права, голем број македонци најдоа прибежиште во миграција низ европските и воневропските земји. Така, прогонети и раселени, нашите сонародници беа принудени да најдат нов простор, а родниот крај остана далеко од нивното ново живеалиште, но блиску до нивните срца. Македонија продолжи да се носи како аманет и да се пренесува од колено на колено, со цел новите генерации да не заборават кои се нивните корени и каде е нивната татковина. Тоа е меѓу другото и ваша и заслуга на вашите семејства и тоа останува запаметено. Почитувани сонародници, навраќајќи се на темата на вашата конференција, би кажал дека на Македонија 1913 и неправдата од неја и се случи еднаш. Но на Македонија, за жал, и во смисла на неправдата Букуреш и се случи 2 пати. Но ваквите историски случки нас никако не смеа да не обесхрбат, или да не замолчат, или пак да не демотивираат. Не, напротив, во услови на неправда, ние треба дополнително да се мобилизираме, за двојно да ги зголемиме нашите напори, да си го чуваме грбот и да ги избиеме редовите, да се однесуваме посветено, одговорно, мудро, да размислуваме и да влечеме мудри потези и одлуки. И многу да работиме.
Тоа е одговорот. Денес Република Македонија е независна, суверена и демократска држава и таа не е само држава на граѓаните на Република Македонија, туку матична држава на македонците од целиот свет. И како секоја генерација сме соочени пред нови предизвици, кои исто време бараат од нас голема концентрација, многу труд и залагање и консултација со народот за значајните прашања. Сите заедно, бидејќи за мене нема разлика помеѓу македонецот кој живее во Македонија и македонецот кој живее надвор од Македонија, сите заедно мораме да работиме за да успееме. Затоа и јас, како премиер на владата, која ја предводам, и целата влада, сме силно фокусирани и спроведуваме активности кои овозможуваат на диаспората повеќе права. Пред се, многу значено за подигнување на правата на македонците од диаспората беше правото на глас кое ние го овозможивме како конкретна придобивка за вас и кое даде квалитет во политичката промоција на вашите права и интереси. Диаспората сега има можност да ги артикулира своите идеи во институционална форма и тоа го поттикнува активизмот и дава поголема мотивација за вклучување во процесите и во носење на одлуките во матичната земја. И покрај острите напади кои ги имавме кога го дававме ова право, кога се обидувавме во парламентот да го поминеме, и рецидивите на тие напади кои се уште се чувствуваат, сметам дека од непроценливо значење е оваа придобивка и како политичар силно верувам во незината исправност. Ова стекнато право мора да се искористи на најдобар можен начин. Сепак, она што посебно би го издвоил е што оваа влада е прва влада која ангажираше досега над 30 луѓе од македонската диаспора на значајни функции и одговорности. Дел од нив во владата, дел директори, дел советници, дел пратеници, дел амбасадори во најновата распредоба на амбасадорски места, направена неодамна, и дел инвестицијски и извозни промотори, исто така во најновиот избор на промотори направен минатата недела. Над 30 значени функции во државниот апарат досега ги завземаа македонци или ги завземаат сега, кои долго време престојувале во САД, од каде се и најмногу од ангажираните, но и од Германија, од Белгија, Канада, Шпанија, Јапонија, Бразил, Србија, Нов Зеланд, Австралија, Италија, Велика Британија и други држави. Со тоа не само што покажуваме дека како влада се трудиме да ги ангажираме најдобрите кадри на најважни позиции, туку и јасно кажуваме дека независно кој каде живее, ние сме исто. Ние сме македонци каде и да сме. Па така како што беше спомнато, во владата се или беа ангажирани Веле Самак, Бил Павлески и од неодамна Джери Наумов, тројцата министри задолжени за привлекување инвестиции кои дојдоа од Соединетите Американски држави. Подпредседателите на владата Зоран Ставрски, кој дојде од Светската банка во Вашингтон, и подпредседател од Владо Пешевски, кој дојде од раководна позиција на Американскиот инвестиционен фонд СЕАФ од Србија. Никола Поповски, тука присутниот, министар за надворешни работи, кој пристигна од Белгија, каде пред да биде амбасадор на Република Македонија, беше дел од преговарачкиот тим на Европската Унија во преговорите со Хрватска за приклучување на Хрватска кон Унијата. Иво Ивановски, министерот за информатички технологии, кој дојде од Соединетите Американски држави. Виктор Мизо, директорот на технолошко-индустријските развојни зони, кој дојде исто така од Соединетите Американски држави, преходно ангажиран во повеќе американски глобални компании. Во владата беа и многу други министри и заменици министри од диаспората, како Антонио Милошевски, Благоја Деспотовски, Глигор Ташковиќ, Перо Димштовски, Панче Кралев од Холандија и други. Ангажирани се и мои лични советници од диаспората, како што се Алек Никовски, кој по 20 години ја напушти Британија, сега е и во Македонија, но и на многу други места низ светот.
Понатаму Мери Атанасовски од Нов Зеланд, Анита Минова од Холандија, а дел од институциите стана и Горан Торбаков од Австралија. Тука се и тројцата пратеници од диаспората, Павле Саздов од Канада, Ристо Манчев од Италија и Миодар Додевски од Австралија. Ангажирани се и голем дел директори, а однеодамна и промотори, инвестициони промотори и амбасадори, како што кажа во најновата распределба што е направена за промотори и за амбасадори во различни држави, како што се Англија, Бразил, Јапонија, Шпанија, Србија и други држави. Тука не ги бројувам многуте вработени во администрацијата или на разни раководни позиции, кои се повратници, или оние кои биле на студии или специализации во земјите каде вие живеете, низ Америка, Европа, Азија и Австралија. Токму деновиве имав многу контакти со различни представници на македонската диаспора, кога ги вршевме интервјуата за македонските амбасадори, за поголема група, како и за инвестициони и извозни промотори. Но, дозволете искрено да објаснам дека тие не се ангажирани само затоа што се од диаспората. При тоа поголем дел од нив нема, можам да кажам, и никаква врска со мојата партија, ВМРО-ДПМН и со партискиот живот во Македонија. Сакам да речам дека при селекцијата, освен за пратениците, партиската припадност немаше влијание. Тие беа ангажирани пред се заради нивната лична способност, капацитет, знаење и искуство, амбиција и желба да помогнат на Македонија, што во минатото, за жал, не се ценеше и не се користеше. Ова е, ќе се согласите, вистинско поврзување на матицата со диаспората, заедно сплотени со иста цел за подобра и поуспешна Македонија. Додадено на ова во сите наши напори за ангажман на македонци кои се назначени бизнис позиции, не се колебаме да им се обратиме за помош за остварување на лобирања за Македонија и за бизнис контакти во правец на привлекување инвеститори во Македонија кои отвораат нови работни места на многу македонци. Пример кој посебно треба да се истакне во тој правец е господинот Мајк Зафировски, на кого сакам и јавно да му се заблагодарам за неговата поддршка и помош на Македонија. Поддршка и од многу други македонци кои живеат надвор од земјата, како за економијата, така и за политички прашања, поддршката е драгоцена за нас. При што улогата на обединетата македонска диаспора на чело со Пето Кововски станува се повеќе доминантна и дозволете во тој правец да изразам мојата јавна благодарност до ОМАДА и до Мето Кововски, господинот Мето Кововски. Благодарам. Морам да напоменам дека и многуте други македонски организации ширум светот и честопати многу поединци од Македонија даваат несебична и интензивна поддршка на Македонија во секоја можна прилика. Јавна благодарност до сите нив. Правиме и други конкретни дела од значење за диаспората. Владата потпиша договори со Канада и Австралија со кои овозможивме нашинците кои живеат таму и добиваат пензија од тие држави, истата да може да ја примаат и користат во Македонија, што помогна на многу луѓе одредени периоди во годината да престојуваат во Македонија, а некои трајно да се вратат во повозрасни години во родната земја. Правиме и други проекти, како што се создавање на културни качиња во соседните земји со акцент на настава по македонски јазик за младите. Се спроведува проектот Учи македонски онлайн. Организиравме летни кампови во Македонија за дечиња од диаспората. Подржуваме повеќе проекти кои ја промовираат македонската култура и јазик во земјите каде имаме диаспора. Подржуваме македонски филмски фестивали и други работи. И ќе продолжиме со тој пристап и начин на работа. Почитувани македонци, вие имате право, но и обврска да бидете запознаени и вклучени во процесите кои се случуваат внатре во Македонија, за реформите и модернизацијата. И тоа се прави на различни нивоа, како преку вклучувањето на лице од диаспората во процесот на носење одлуки со нивното позиционирање,
на места на министри и директори. Практика која како влада ја воведовме и се покажа за исправна. Преку консултациите и координациите со организациите на македонците, за што сакам да го истакнам и конструктивниот однос и придонес кој го даваат сите тие. Така што на ваков начин ги продолжуваме редовните контакти кои ги имаме како на вакви настани, така